Председателот на државата и врховен командант на вооружените сили Стево Пендаровски денес ја посети јужната граница заедно со началникот на генералштабот Васко Ѓурчиновски. На почетокот од својата посета во прифатниот центар Винојуг беше информиран за бројот на мигранти кој во моментот изнесува 31, но и за можностите што ги нуди овој центар за прифаќање на илегалците. Председателот Пендаровски потврди дека ја потпишал уредбата за ознаките на униформите на армијата и од сега таа ќе биде армија на Република Северна Македонија, а во наредниот период следуваат и другите технички промени. Во текот на вчерашниот ден потпишав уредба за ознаките на униформите на армијата, наша армија од сега натаму ќе биде армија на Република Северна Македонија, значи и тој технички или номотехнички или правен аспект е завршен, така што тие можат комотно во додат во некои следни набавки за на своите униформи да ги имаат тие нови знаци. Какви ќе бидат, тоа ќе се разбира, ќе биде низ натрешна процедура, меѓутоа името на армијата е армија на Република Северна Македонија и тоа од вчера е и на правна основа на еден правен начин уредено од моја страна. Посетата на јужната граница на Северна Македонија председателот ја искористи за да се запознае со сместувачкиот капацитет на припадниците на армијата во Здружениот оперативен центар. Запознавајќи се со безбедносната состојба на јужната граница, врховниот командант исто така беше информиран за тактичките мерки и процедури кои ги спроведуваат армиските единици согласно доделените задачи во спроведување на нелегални минувања на јужната граница.